Биби и Боби во Снежков град! Трепкај, трепкај, елкичке, весело да... Зима во шареното мало. Малото каде што живеат Биби и Боби, најдобри другари и први соседи. Погледнете, евеа куќата на Биби, а Боби живее од спротива. Колку се прекрасни и возбудливи деновите пред новогодишната ноќ, кога со нетрпение се чека да дојде Дедо Мраз. Нема дете што не е возбудено, што не напишало писмо и не го побарало посакуваниот подарок или нема некакви очекувања. Колку ми е здодевно. Епа, дојде заедно да цртаме новогодишни картички. Веќе неколку пати ти реков. Ајде, дојди, Боби. Не сакам. И тоа ми е здодевно. Леле. Епа, ајде да се санкаме, а? Надвор се Дина, и Андреј, и Мајда, и... Не! Санкавме утро. Доволно ми беше. А да играме... Да играме... Не. Оф! Знам! Да играме кој ќе ги спаси Дедо Мразовците. Не и не. Ова ќе биде ужасна, здодевна нова година. Никој нема да дојде, ние нема да одиме никаде. И се што останува е да се прејадеме со колачиња. Еве, годинава ни колачињата не се вкусни како минатите години. Еве, пробај. Ајде баш да пробам. Не знам за тебе, Боби, ама за мене овие колачиња се превкусни. Ням. Днес многу ми е здодевно. И јас сега ќе си одам дома и ќе си легнам да спијам и нема да станам до пролет. Пролет. Охо! Funky Sneško Bell! Јас! Сум Funky Sneško Bell! Пеам, играм funky, јас, ајде пробај и дивчат! Јас сум funky цел, во мој ритам сосем vrel! Дојди, играј, види дел, види како мене смел! Скокај, паќај снеги, танцувај со нас! Запеј гласно сега ти, да те слушам ја! Гого, па што правиш тука? Мислев дека ќе славиш нова година во Мразилово со твоите пријатели, снежните јети. Јас мислев така, но потоа си помислив зошто да не направиме нешто по-фанки. Вау! Чекај, како по-фанки? Како забава во игротека? Или на снежно игралиште, а? Или на лизгалиште? Или повеќе како нова година во Снешков град, градот на најзабавните, најснешкастичните и најфантастичните снешковци. Ја! Вау! Па тоа е толку Фанки! Епа, што чекаме? Одиме веднаш, ајде! Оу! Ама чекај! Чекајте, Гого, Боби, па чекајте. Ние им ветивме на мама и тато дека ќе славиме сите заедно. А ќе дојдат и родителите на Боби. Се е средено, Биби, гледај! Ни успеа изненадувањето, а, Гого? Оу, Биби и Боби се уште се збунети. Мамо, и што туш како се случи ова?
Јао, Тино, другар стар фанки, поздрав. Имам предлог за едно зарадување. Како не? Што се однесува до мене, Биби, може да оди во Снешков град. Тино. Што е? Всушност, не знам баш што да ти кажам. Тоа не е безбедно. Така. Значи, колку е безбедно тоа летање со санка? Мислам, има ли барем некои безбедносни појаси за деца, а? Апсолутно, фанки, безбедно. Јо. Мислам дека е апсолутно безбедно. Тоест, мислам, фанки безбедно е. Не е дека Биби не летала предходно. Не. А славењето заедно, како семејство? Види, Аничке, мила, добро е за децата да видат нови места, да научат нешто ново. Ма ќе настинат на таа санка. Ќе се облечат убаво, топли јакнички, капи, шалови, ракавички. Добро, ајде, да не излезе дека јас сум расипувачот на забави. Ама прво, да ми вети Гого дека тој е одговорен за нив. А второ, никако да не јадат некои ладни сладоледи или не знам што се јаде таму во тој Снешков град. Гого, другарче мило, слушна? Само немој да претеруваат со јадење сладоледи, што рече сладоледи, така? Сладоледи и други некои работи. Снешкастично, не грижете се за ништо, јас сум многу одговорен Снешко, а следната година и ти доаѓаш со нас и не сакам да слушнам не, фанки не. А сега, да се слушнам и со родителите на Боби. И тоа не е фер. Лута сум, а тој мене ми рече, не знам зошто се лутиш, па не разбирам. И јас му реков, знаеш многу добро јас зошто се лутам и немој да се приправаш дека не знаеш и знаеш како, мислам, како да чекај малку, чекај. Ало. Кој е? Зборувам на другата линија, кој е? Гого. Што е тоа Гого? Снешко Гого, другарот на Боби и на Биби. Фанки Снешко бел? Гого Срцка, ништо не те разбирам, зборувам со Мија, имаме многу важен муабет, а јави се за 1 сат, мулам. Јас Или сум... најдобро за 2 сати, мулам, ајде, чао! И така ти вела Мија, чекај, зашто зборував? Така, другари, сите родители се согласија да дојдете со мене во Снешков град Фанки. А што значи влегувајте во санки! Санка! Значи ве молам, врзете се со појасите. Убаво завиткајте се со шалчињата и немојте да јадете студено, ве молам. Сладолед никако. Припи. Ајде, убаво да си поминете. Ајде, чао. Чао. Конечно една мирна и тивка нова година. Довидување! Зазулчињава! Ајде песна! Снешков град, чекај ме! Доволно е забава, сега малку да забрзаме на кај Снешков град! Гого, каде е точно Снешков град? Боби, тоа е, како да кажам, малку деликатно прашање. Какво? Деликатесно. Деликатесно беше нешто вкусно, ако добро сум запомнила. Вкусно прашање? Не, деликатно. Мислам, како да кажам, нема баш одговор на ова прашање. Опс, полека. Како мислиш? Немаш. Па немам. Не знам каде е во моментов, Боби. Мора да го бараме. Што да бараме? Јас ништо не разбирам.
Па, мора да го бараме Снежков град. Секогаш е на друго место, некогаш е на северниот пол, некогаш во Англија, во Шведска, во Франција, во Австрија, во Канада, во Австралија, секаде. Па како ќе го најдеме тогаш? Па тогаш ние ќе одиме на сите тие места, се разбира, фанки. Но не грижете се, имаме брзи санки. Ваши фанки, да имаш брзи санки. Плесни седланки и запе песна, вау, фанки. Види, Боби, види! Гого, види какво е сонцето, големо, црвено. Ама вистина, Гого, се е фанки околу нас. Јас многу ти благодарам за ова волшебно патување. Фанки Снежков дел! Гого, што не е во ред? Не, во ред си. Се е многу, како да кажам, Фанки? да, така. Гого, Гого, што се случува? Вау, не знам. Вау, не можем да го најдам Снежков град. Вау. Го баравме секаде го нема. Вау. Чекај. Сигурно ќе го најдеме. Па каде уште би можел да биде? Вау, не знам. Чекајте сега, другарчиња. Дали бевме секаде каде што може да биде? Ја. Гого, дали си сигурен? Гого. Па, секаде. Ја, освен јужниот пол. Ама сигурно не е таму, затоа што таму беше минатата недела, а сега мора да е на некој друго место. Ја. Ама чекај, има ли уште некое место каде што би можел да биде? Па нема. Не може да се сетам. Освен? Текна. Ви текна. Колку фанки. Како не се сетив порано? Што? Вау! Знам каде може да биде. Каде? Баброво! Вау! Да! Баброво! На планината Бистра, сигурно е таму, брзо! Па ние го свртевме цел свет, за сега да треба да се враќаме назад и епи рибче. Но сега ќе се вратиме многу брзо. Фанки! Ставам во 17-та брзина, Што се случува? Не! Вау! Не, снема гориво. Гориво? Нема гориво? Па да! Млазна е санката! Не! Мораме брзо да наполниме! Јас ништо не разбирам. Какво гориво? Каде да наполниме? Што да наполниме, а? Онаму! Ама што е тоа? Што е тоа? Снежна станица, се разбира, снежна станица. Вистинска веавица. Кажи, шефе, кажи. Догоре, шефе, фанки. Сега беше. Извинете. Се извинам. Јас сум малку многу гладен. Ау! Воу! 5 мразбургери и 5 снекшейкови со екстра ледено чоколадо. Ова е живот. Ео! Малку ќе го видите Снежков град. Едва чекам да заиграме фанки танц со другите снежковци. Чекај. А таму,
Има ли снег шейкови и мразбургери? А? Не, нема. Само 316 вида сладоледа, йо. Да, 316 вида сладоледи! Yeah! Лепи! Баш си мислев како да ми фали десертче некое. Вау! Уу! Хей, вау! Каде се сите? Зашто нема фанки музика? Зашто е темница? Поко, бите, Дана, Лала, каде сте? Каде сте? Ей! 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 Има ли некој? Да ни им се случило нешто? Уф. Може би не сакаат да го делат со нас сиот тој превкусен сладолед. Да. Веројатно тоа се случило. Оу, не, ова воопшто не е фанки. Фанки Снешковел, зошто сите овие снешковци се само обични снешковци, а не се волшебни како тебе? Може би изеле премногу сладолед па се замрзнале. Не, сигурно не е тоа. Снешковците не може да се замрзнат, а уште помалку од сладолед. Не е тоа, не е тоа. Мите, ало, тралала, Мите, другарче, разбуди се, ајде, што ти е? Ало, има ли некој во програмата? Ајде, има ли некој тука? Мите! Не знам што се случило. О, не разбирам. Ова беше толку фанки место. Вау. Маче, дори мац. Боби, чекај, тоа не е маче, тоа е... Јас сум Рисче. Рики, мило ми е. Вау, Рисче! Јас никогаш не сум запознал Рисче. Но јас не сум обичен рис, туку рис од Маврово, а тоа е многу, многу важно. Вау. Но што да се прави? Што? Можам ли некако да ви помогнам? Можеш, Рисче Рики. Дали знаеш зошто снешковците се обични, а не волшебни? Волшебни? Вака волшебни како снешкото Гого, вака. Зошто не зборуваат, зошто не танцуваат и зошто уште не ни дале сладолед, Аха. Епа, колку што знам, снешковците се секогаш обични кога има некои луѓе во близина. Луѓе? Какви луѓе? Да, луѓе како вас. Ама, ние не сме луѓе, ние сме деца. Па децата се луѓе, Боби. Никако. Но, чекај малку. Како Гого не е обичен кога е со нас тогаш? Епа тоа не знам. А и гладен сум. А кога сум гладен, мене воопшто не ми работи мозокот. Ни мене. Многу сум гладен и јас. Како па ти си гладен, па ти се изеде? Биби, па не јадев десерт. Јас едва чекав да пробам ти 316 вида сладолед. Оф. Одам сега да ловам глувци, ајде се гледам. Глуци, блазесите. Вау. Што ме снајде? Што да правам сега? Рики, чекај. Рики, дали снешковците секогаш се обични кога има луѓе во близина? Дали баш секогаш? Па, кога ќе размислам, не секогаш. Старецот од шумата, тој често доаѓа на гости кај снешковците. Па што чекаш? Носи не брзо кај него, тој сигурно знае како снешковците пак да станат волшебни. Да. Епа, тогаш може. Тој често ми дава нешто за јадење. Ајде тогаш наваму во шумата да одиме. Ма Боби, чекај. Оф. Не знам што се случило, не знам што се случило и... Биби? Боби, каде сте? Боби! Каде отидовте? Еве, да ви кажам, тука живее старецот. Колку интересно место.
Ајде да чукнеме на вратата, а? Чекај, Боби. Па не си оди така кај непознати луѓе, туку така, ки си чукнеш на вратата. Не може. Оф! Биби! Боби! Леле! Ау, баба ми рекоа дека јас сум одговорен за нив. Ау, што ти правам сега? Биби! Боби! Зази! Зина! Што направам? Ау, ги изгубив децата. Вау, Фанки Белја. Вау. Вау, ги нема децата. Леле волци. Леле волци. Леле може ги изеле. Леле и мене ќе ми зедат може би. Вау! Страшно, Фанки. Што зборувам глупости? Па волците не јадат снешковци. Оф! Дедо Мраз! Дедо Мраз! Ау, да. А каму беше името? Биби и Боби, какво изненадување! Ајде, повелете, влезете. Но Дедо Мраз, што правиш ти тука? Зошто не си на северниот пол? Па... Морав да дојдам овде во мојава викендичка во Мавро. На заслужен зимски распуст. Леле, Дедо Мраз! Па кој ќе носи подароци ако си ти тука? Зарем годинава ќе останеме без подароци? Никако. Не, тоа е под контрола, немојте да се грижите. Побрзо, момчиња, побрзо. Не смееме да доцниме. Не чекаат деца од сите краишта на свет. Туку, не ми кажавте што правите вие тука. Не се ни тука? Не се. Што да правам? Што да правам? Што да правам? Да се јавам? Кај Тино? Не. Никако. Оу. Да одам пак во шумата, да. Не. Оф, леле. Оу. Не ме бидува за ништо. Оф. И така, не знаеме зошто снешковците се обични, а не волшебни. Дека без нив ке нема ни сладолед. Снешковците не сакаат луѓето да знаат дека тие се волшебни. Се разби. Затоа, кога има луѓе во близина, тие се скаменуваат и стануваат обични. Хо-хо. Значи, ке повторам. Нема луѓе овде. Оф, мене нешто не ми е јасно. Како Гого не се скаменува кога е со нас? Затоа што Гого го направивте вие и посакавте тој да оживее. Што не е случај со снешковците во Снешков град. И сега ние никогаш нема да можеме да видиме колку е Фанки во Снешков град. Ајде и да не видиме колку е Фанки, ама барем сладолед да касневме, без умрев од глад. Леле, Боби со тој сладолед веќе... Оф, Дедо Мраз, како тие се волшебни кога си ти со нив? Поради ова. Ова е знакот на пријателите на Снешков град. Снешковците не се кријат пред оние што се нивни пријатели. А како ние да им станеме пријатели? Можеме. Дедо Мраз, те молам, многу ми се јаде сладолед. Леле, со тој сладолед. Има еден начин. Но не е лесно. Ништо не е тешко за заштитниците на шумата. Нели, Биби? Така е. Само кажи што треба да направиме, Дедо Мраз, и ние веднаш се ќе направиме. Да дојдете со мене на неколку чекори одо во шумата, за да запознаете уште еден нејзин значаен жител. Може. Добра вечер. Древна Ело. Како си? Кој ме буди од вековен сон? Тоа си ти, Дедо Мраз. Кој е добро? Добра вечер. Добра вечер, древна Ело. Како си? Овде имам едно момче и едно девојче. Боби и Биби. Сака да станат пријатели на Снешков град. Пријателите на Снешков град се пријатели на природата, на растенијата,
и животните. Да. Ние сме заштитници на шумата. И пријатели на сите животни што живеат во неа. Ќе видиме. Ако сакате да станете пријатели на Снежковград, треба да станете пријатели со едно ретко, заштитено животно што живее токму овде, во Маврово. Да го најдете и да го донесете овде кај мене. Животно? Животно. Кое животно? Кое животно? Ќе ви кажам две работи за него, а вие треба да погодите за кое животно се работи. Може така? Добро, може. Може. Да, може. Член на семејството мачки. Го има на монетата од 5 денари. Дали знаете за кого се работи? Бројам до 5, а потоа пак ќе потонам во мојот вековен сон. Очигледно, не заслужувате да бидете пријатели на Снежковград. Чекајте малку. Чекајте. Како ми е на врв на јазик. Тука ми е. Еве, и јас знаев, ама во моментов на вистина не можам да се сетам. Да, сум учил. 1, 2, 3. Знам! Го знам! Јас знам. Ајде, побрзајте, деца. Мислете, одговорот е многу лесен. 4, 5. Добра ноќ. Не, чекај, древна Ело, не. Чекај, древна Ело, чекајте, Те молам, древна Ело, само уште малку. Само уште малку. Се извинувам, Биби, Боби, што правите? Зошто не ме разбудивте? Да! Рисчето, Рики! Рис! Древна Ело, одговорот е... Балканскиот рис. Така е, балкански рис. Да, тоа сум јас. Зошто? О, задоцневте. Ја пропуштивте единствената шанса. Но што се случи? Не ми е јасно. Биби, ајде да си одиме дома. Ништо од Снежковград, ништо од сладоледот, а бога ми, ништо ни од подароци годинава, ха? Честитки Биби и Боби. Вие сте пријатели на Снежковград. Пријатели на Снежковград! Ау! Гого! Не си ти никаков Снежко! Ти не си ни Фанки! Ма ништо не си ти! Сите ги имаш изневерено! Сите! Вау! Снежко бео! Боби! Мислам дека ме изгубим! Еј, Гого! Не знаеш што се случи. Она древната Ела, колку беше строга, ама јас и Биби победивме, тоа е најважното, да? Вау! Победивте! Кого победивте? Не ве разбирам! Древната Ела! Ама да, Боби сака да ти каже дека ние конечно станавме пријатели на Снежковград! Еве, види! Вау! Дали е тоа? Дали е? Ова е Фанки сладолед. Фанки сладолед, оу е, се разбира, Фанки сладолед. Еве ја, баба Мраз. Точно на време. Среќна нова година. Среќна нова година!